Градоначалникот на општина Газипаба Бобан Стевковски сподели дека заедно со премиерот Христијан Мицкоски го поставиле камен темелникот за изградба на новата детска градинка помеѓу Маџари и Керамидница. Ова е трета нова градинка која ја градиме откако сум градоначалник. Наскоро започнуваме и со четвртата во Сингелич. Ветив работа и дела и тоа се случува, истакна Стевковски во својата објава на социјалните мрежи. Новиот објект ќе биде на приземје и еден кат со површина од 1360 метри квадратни со капацитет за прием на 150 деца. Вредноста на овој проект изнесува 147 милиони динари, кои, како што напиша Стевковски, се средства кои што се обезбедени од вториот повик на владата со рок за изградба од 18 месеци. Во состав на објектот ќе има 10 занимални, 2 за јасли и 8 занимални за поголеми деца, информираат од локалната самоуправа. Градоначалничката на општина Киселавода Бети Стаменковска Трајковска изврши увид во тековните активности за реконструкција на основното училиште Кирил Печиновиќ, кои треба да обезбедат учениците да следат настава во една смена. Покрај внатрешното реновирање се извршува и партерно уредување на дворот со поставување павер елементи за побезбедна и поуредна околина за учениците. Во тек е интензивна работа на проектот за проширување на училишната зграда, со чија реализација сите ученици ќе можат да следат настава исклучиво во прва смена. Со тоа значително ќе се унапреди квалитетот на наставниот процес, а на учениците ќе им се овозможи повеќе слободно време за одмори во наставни активности, истакна Стаменковска Трајковска. Проширувањето опфаќа 130 метри квадратни на секој кат, односно вкупна површина од 390 квадратни метри. Покрај внатрешното реновирање во процес е и партерно уредување на дворниот простор со поставување бекатон плочки, со цел да се обезбеди побезбедна, поуредна и функционална околина за учениците, велат од општината. Општина Аеродром ја воведува мерката за целосно ослободување од комунали за сите млади до 35 години што го градат, го доградуваат или го надградуваат својот прв дом. Со оваа мерка што се однесува за делот од комуналиите во надлежност на општина Аеродром, младите добиваат значително финансиско олеснување и силна поддршка при нивниот животен чекор кон обезбедување сопствен дом. Мерката беше донесена на првата седница на Советот на општина Аеродром, со што јасно се потврдува определбата дека токму младите се основата за развојот на заедницата, потенцираат од локалната самоуправа. Ова право можат да го остварат лицата што исполнуваат следни услови. Лица кои имаат најмногу 35 години на денот на поднесување на барањето, да се жители на општина Аеродром најмалку 2 години, да градат, доградуваат или надградуваат прв дом во нивна сопственост. Објектот се гради исклучиво за лични стамбени потреби. Заинтересираните треба да поднесат комплетна техничка документација, согласно со Законот за градење, како и изјава дека објектот ќе го користат за сопствено домување најмалку 10 години. Ослободувањето од комунали се однесува на изградба на нова индивидуална куќа, доградба на постојан стамбен објект за индивидуално домување, надградба на постојан стамбен објект за индивидуално домување, со која се создава прв дом. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека започнуваат со асфалтирање на 6 клучни улици во Визбегово. Костовски информираше дека започнале со асфалтирање на кракот на улица Африм Житија, кој е долг 300 метри, кој ќе добие нова асфалтна површина од 1800 метри квадратни. За прв пат оваа улица се асфалтира, нема повеќе заборавени граѓани. Инвестираме во сите населени места. Истакна првиот човек на Бутел, додавајќи дека градежната офанзива се одвива со силна динамика. Костовски посочи дека ќе продолжат и во останатите населени места, кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Скопјанка измамена за сума од 5000 евра за да добие македонски лични документи. Имено на 17 ноември во 14 часот во севера Скопје. 25 годишна жена од Скопско село пријавила дека била измамена за сума од околу 5000 евра од лицето НК 29 години. Според пријавеното, во периодот од декември 2023 година до декември 2024 година, таа во неколку наврати му ја исплатила сумата за да извади македонски лични документи и македонско државјанство за неа и незините сестри, информираат од полицијата. Се превземаат мерки за расчистување на овој случај, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте
si, večnog je ja sam.